И од Филипче да е, веќе премногу е. Требаше лично британскиот амбасадор да излезе и да му плесне во лице дека лаже. Да добие толкав демант за приказната за мигрантите, што нормален човек глава би го здоболил. Но тие не знаат другачие. Треба да се лаже, треба да се измислува, треба да се јава на секоја трагедија. И ако ова му единствениот начин да дојде на власт, тогаш ептене во погрешен филм. Всушност, тие само така знаат. Некој од страна насила да ги инсталира на власт. Не дај Боже да добијат фер на некои избори, да станат власт со чиста поддршка од народот. Се насила. Но мислам дека сега приказните ваквите за мигранти, за режим и слично, не се за доаѓање на власт. Се подготвува терен за нешто друго. Спасување на собствените кожи. Спасување на милионите и милионите евра и обезбедување на билет во еден правец, но не кон Шутка или Дризо, туку некаде низ белиот свет. Гледаат дека се стега обрачот околу нив и можно е наскоро многу мина од врвот на партијата да завршат со лисици на раците. Е сега кога имате свилен гајтан околу вратот или некој ви ја стега ортомата, нормално е да кроите планови како да фатите магла. Кој е најлесен начин да избегате некаде и таму да барате азил? А како ќе оправдате дека сте заслужиле политички азил? Па ќе кажете, таму дома на власт има режим, како во Иран или Венецуела, па со апсењето сакаат да ме замолчат. Значи, многу ефтино и многу провидно.